Почитувани, владата на ДУИ и СДС, Ковачевски и Артан Груби, како потписник на документот за државната лотарија, државната компанија Државна лотарија, водена од шефот на кабинетот на Артан Груби, Перпарим Бајрами, се должни во најкус срок да соопштат дали имаат ветување, намера или веќе имаат договор за внесување на Македонија во партнерски однос со Васил Бошков или било кој од неговите фирми за игри на среќа, онлайн коцкање, облажување во Бугарија. И дали тоа, почитувани, треба да се покрие со огласот на државната лотарија. Ова, почитувани, е многу важно, бидејќи бугарскиот коцкарски могул и мафијашки олигарх Васил Бошков и неговите фирми од 2021 година се наоѓаат на црната листа на санкции на Американскиот департмент за финансии, согласно листата со актот Магнитски против криминал, корупција, ширење на руски влијанија. Тоа подразбира, почитувани, економски и трговски санкции за компании и лица, листа која следат и по која што се водат банките и државите во светот. Почитувани, ова е извадок од ОФАК, одделот за контрола на имот при Американскиот департмент, каде стои листата на која што е наведен и Васил Кроумов Бошков, во латинична транскрипција со Ја наместо Ж, но и со ЗХ наместо Ж, наведено како алијас, исто како што стои и черепот. Под неговото име се наведени и компаниите и причината зошто е ставен на оваа листа. Почитувани, ова е таа информација за медиумите од Американскиот департмент за финансии. Тука стои дека тој подмитувал министри и официјални лица во Бугарија, меѓу кои и оние кои што издаваат дозволи за игри на среќа, влиел да се донесат одлуки во негова полза. Ке потенцирам уште еднаш, подмитувал да се донесат дозволи и закони во негова полза. ОФАК на листата и под санкции ги става и 58 фирми кои што ги поседува или контролира Бошков. Тука доминираат имиња на фирми со основа и варијација на името Вабо, па варијација на имињата со Нове, па Евро или Евробет и низа други, во зависност од тоа како добиваат или се откажуваат од лиценци, се отвараат или се затвораат. Од тука, работењето со него, со луѓе кои што се поврзуваат со него, со неговите фирми, се смета за работење спротивно на американските интереси, спротивно на справувањето со корупцијата, спротивно на борбата со мафијашкото и со руското влијание. И од тука, од исклучителна важност е да се знае дали државната лотарија по одобрението од Артан Груби влегла во партнерство со било која фирма на Бошков или се доведува во врска со него. Исто така, би посочил на институциите во Македонија сериозно да се зафатат со овој случај, бидејќи каков било договор, таен, подпишан или само договорен на државната лотарија со лице или фирма на црната листа на САД е работа спротивна на интересите на Македонија. Уште повеќе, мора да се провери дали инсистирањето на ДУИ, на Артан Груби и на неговиот довчерашен шеф на кабинет, сега директор на државната лотарија, за нови лиценци и влез на странска фирма во бизнисот во Македонија, законски, амандмански или со владина одлука, има некаква врска со досегашните делување на Бошков, со корупција и давање пари за носење на закони и лиценци во негова корист во Бугарија. Како да не е доволно што Македонија се дави во сиромаштија, а Груби и владата на Ковачевски подпишуваат лиценци за коцкање. Со подпис на Груби, мафијашот црната листа на САД, бизнис партнер на Македонија. Недостасува само уште на листата да се додаде и дека соработува со фирми на црната листа на САД и работење спротивно на интересите на стратешкиот партнер на Македонија со отворена можност за корупција. Ви благодарам.